Дали добивте одговор некој на сите овие ваши препораки? Дали има некаков фидбек од институциите кои што се надлежни за да ги решат проблемите? Да, од страна на Управата за водење за извршување санкции добивме одговор дека ќе превземат мерки за создавање на соодветни услови во таа насока и во координација со Министерството за образование дека ќе се превземат мерки за подигнување на квалитетот на изведување на воспитно-образовниот процес. Додека од страна на Министерството за здравство, за жал, немаме позитивен одговор. Односно, нивниот одговор се сведува на тоа дека не располагаат со доволен кадар и не се во можност секогаш навреме да ги извршуваат обврските, а кои попатно им произлегуваат од Законот за извршување санкции. Што станува со воспитно-поправниот дом за девојчињата кој што е сместен во Идризово? Дали сметате дека тој ги задоволува стандардите? Тоа одделение, за жал, најкраткиот одговор би бил дека не ги задоволува условите и стандардите. И тоа по повеќе основи. При нашата посета во месец август 2021 година установивме дека женските деца, односно малолетнички, кои се упатени на издржување воспитно-поправна мерка, се во постојан контакт со возрастните женски лица кои се на издржување казна затвор. Тоа по законот е недозволиво. И како такво ние препорачавме до Управата за водење матични книги и до Министерството за правда превземање на мерки на издвојување и изолирање на малолетничките кои издржуваат мерка, воспитно-поправна мерка, и истите институции, Министерството за правда и Управата за извршување санкции превзедува мерка и создадува посебно изолиран простор каде што се сместени овие малолетнички. Но за жал и таму условите не ги задоволуваат стандардите кои ги бараат и нашиот закон и меѓународните стандарди. Соодветно на тоа, за да ги провериме состојбите по нашата препорака, кон средината на месец март ние направивме уште една посета и при што е установено дека да, овие штитенички се ставени во посебна просторија, но тоа не обезбедува и целосна изолација, односно оневозможување контакт со осуденички. При добивање на храната се во контакт, при користење на двочасовниот слободен простор за прошетка и воздух, но таму се јавуваат и други проблеми во смисла на овозможување соодветна здравствена заштита. Во рамките на казнено-поправната установа затворот Идризово, амбулантата и лекарот се сместени во затворениот дел од машкиот дел на затворот и кога имаат здравствени проблеми децата кои се упатени на издржување воспитно-поправна мерка, треба да најават кај амбулантата, односно лекарот, и лекарот треба да ги посети нив таму, а не да се носат децата заради изолираниот процес. И прашање како лекарот ја врши таа здравствена контрола врз овие деца, кога истата не се изведува во амбуланта. Значи, нема соодветни средства, нема соодветни медикаменти, нема соодветни инструменти и ова прашање навистина загрижува. Второ, во местото каде што се изолирани овие девојки, исто така нема уред за повик до редарските и другите служби, кога имаат било каква потреба, принудени се преку прозорите на тоалетите да викаат помош
до редарската служба, односно командирките. Исто така загрижува и процесот на нивното превоспитување. А целта на мерката упатување на издржување воспитно-поправна мерка е токму превоспитувањето на овие деца. Таму не се води воопште образовен процес, не се ангажирани активно во нивното слободно време, не се водат физички и спортски активности, со еден збор се оставени на милост и немилост. Гледано од овој аспект, значи ова оделение за овие деца не ги исполнува ниту минималните стандарди за спроведување воспитно-поправна мерка и постигнување на целта превоспитување на овие деца. Дали после овој увид изготвивте некоја препорака и кои се следните чекори што ги преземете? Да, прво изготвивме констатација со наводи за кои и претhodно ви зборев, а има и други забелешки ние кои ги констатиравме таму, и изготвивме и препорака која ќе упатиме до Управата за водени матични книги да се најде друго посоодветно решение. Иако законот за извршување на санкции предвидува да во рамките на казнено-поправната установа Идризово има и оддел за воспитно-поправна мерка, условите и начинот на кој се изведува оваа мерка е под минималните стандарди. И затоа наша препорака е да се најде друго решение, каде што прво условите ќе бидат поадекватни, ќе се обезбеди посоодветна изолација и оневозможување контакт со осуденички. Трето, ќе се подобри здравствената заштита на овие лица. И четврто, ќе се одвива соодветен процес на превоспитување со сите активности кои ги напоменав пред малку. Една од решенијата може да биде упатување на женските лица во воспитно-поправната установа во Тетово, односно во Волковија. Со тоа што претhodно да се создадат соодветни услови за издвојување од останатиот машки дел на лица кои издржуваат иста мерка. И во таа насока можеби ќе има поадекватни услови за нивно превоспитување и овозможување по соодветна здравствена заштита, се разбира, таму има и подобри услови за сместување. Токму тоа ќе беше моето следно прашање, бидејќи најчесто институциите се вадат на тоа дека не смеат да се мешаат половите, но во законот стои дека можат да бидат во ист дом, меѓутоа одвоени. Законот вели може да бидат во ист објект, но физички издвоени. Значи, воспитно-поправната установа во Волковија има доволен капацитет. Таму има сместувачки капацитети за 110 лица, а во моментот таму издржуваат мерка 18 лица од машкиот пол, што значи негдека околу 70% од капацитетот само се користи. Тоа е прво. Второ, има соодветни услови кои можат лесно да се преадаптираат и еден дел да се издвои целосно физички, за да ги исполнува критериумите кои ги предвидува Законот за извршување санкции, но во услови кога се применува мерката која ја издржуваат и машките и женските лица, полесно е да се изведе превоспитување, образование и други мерки за соодветно постапување со лицата упатени на издржување мерка, воспитно-поправна мерка. Господин Зибери, го спомнавте проблемот со парцијалното, можам да кажам, образование на овие деца. Меѓутоа, нашите истражувања покажаа дека воопшто нема од септември образование, ниту во Волковија, а во Идризово, нели?
и никогаш немало. Дали бевте информирани за ова? Бевте запознаени со ситуацијата? За Волковија не, зашто нашата посета се случи пред тоа, додека во воспитно-поправната установа, во рамките на казнено-поправната установа Идризово, да, бидејќи последната посета наша беше, ви реков, пред 10 дена, поточно на 16 март оваа година. Кој ќе го надополни ова загубено време во нереализирана настава на децата? Се разбира, тоа е обврска на надлежните институции. Наша е да ги констатираме состојбите и да праќаме соодветни препораки. Бидејќи државата е обврзана и со меѓународни конвенции да ги исполнува стандардите за изведување на овие мерки, а целта е тие лица кои се упатени на издржување воспитно-поправна мерка да се вратат во општеството како граѓани кои може да се вклучат во општествениот живот подеднакво како и останатите лица. Доколку тоа не биде постигната, тогаш и целта на изрекување на мерката е промашена. Може ли за на крај да ни доловите која е генералната оцена, дали ресоциализацијата е ефективна, каде завршуваат овие деца и што покажуваат извештаите низ годините во однос на децата со судир со закон? Најчесто мерките кои се изведуваат во воспитно-поправниот процес не ги задоволуваат критериумите и стандардите, а тоа предизвикува проблеми и по завршување на изрекувањето на мерката при нивно враќање во нивните семејства, средината и општеството во целина. И затоа неретко се случува да одредени лица кои поминале низ овој процес да стануваат и рецидивисти. Тоа е резултат и на несоодветното третирање, односно превоспитување. Која е вашата генерална препорака за да се поправи сето ова? Државата, за жал, заостанува доста во овој процес и не само во однос на воспитно-поправните установи, туку и во однос на затворите, односно казнено-поправните установи. Наша препорака е дека мора државата да вложи повеќе во овој случај, не само во сместувачките капацитети и условите за престој, туку пред се во однос на овозможување соодветна здравствена заштита на штитениците, односно лицата кои издржуваат казна затвор или воспитно-поправна мерка. Во оваа област Народниот правобранител има сериозни забелешки дека Министерството за здравство не ја извршува со закон определената надлежност. Често пати ние имаме проблеми во оваа област. И трета сфера на проблеми се токму мерките за ресоциализација или превоспитување. Има недостаток на соодветен кадар, има недостаток на просторни услови, има недостаток на мерки и активности кои ќе доведат до подобра ресоциализација и процес на превоспитување. Од делот на здравствената заштита состојбите се навистина загрижувачки.